По повод одбележувањето на Петровден, Советот на општина Кочани ја одржа вообичаената свечена седница на која покрај советниците присуствуваа и други гости. На седницата јавно беа презентирани одлуките на одборот за доделување награди на општината за овогодишните добитници на највисоките признанија. Наградата за животно дело постхумно му припадна на доктор Константин Апостолов, врвно име во домашната, но и во светската медицина, а наградата за значајни остварувања во развојот на општината му беше доделена на фудбалскиот клуб Осогово. Во обраќањето пред присутните, председателката на одборот Илинка Атанасова даде кратко образложение за одлуките. Во име на семејството Апостолови, наградата за животно дело ја прими Кирил Ефремов, негов близок роднина. Признанието наиде на едно мое задоволство, на задоволство на неговото поточно семејство. Примено е, како што реков, со еуфорија, со благодарност. И сме горди на него, и поготово на овој потез на општината Кочани, која го говечи неговиот лик и дело со ова награда. Во договор со неговото поточно семејство, јас се презмав таа врска, ова награда овака, да им враќам лично во Лондон на семејството на неговиот син Тодор и на неговата ќерка Елена. Се договоривме да ги усогласат термините, да дојдат во Македонија, да ги посетат своите во Скопје и еден ден да издвојат да дојдат и да се захвалат во општина Кочани. Од името на фудбалскиот клуб Осогово, наградата за значајни остварувања ја прими до неодамнешниот председател на управниот одбор Бранко Богатинов. Ова значи еден потик за понатамошна и подобра и поквалитетна работа, а се должи на одличната игра на фудбалерите и добрата и организационата способност на управата, која тоа сега обедини во една склоп и направи една целина која доведе до овој успех. Успехот е влез во повисок рак на надпреварување и добитници на наградата која што не додели одборот за повисок пласман. Јас секој пат сум оптимист, но сега во моментот спрема средствата што ги имам, ја мора да бидам реален. За повисок пласман ќе биде тешко. Што би било успех? Успех би било задржување на средината на табелата. Во рамки на свечената седница на Советот пред присутните се обрати и градоначалникот Радко Димитровски, при што направи осврт на постигањата во општината меѓу двата празника. Поголем дел од говорот тој посвети на градежните активности за подобрување на инфраструктурата и живењето на граѓаните. На седницата беа доделени признанија и за 10 ученици од основните и средните училишта од општината. Тие минатата учебна година забележале одличен успех во образованието и се прогласени за првенци на генерацијата. На крајот од свечената седница за присутните беше приредена и кратка музичка програма.